Ние продолжуваме понатака, време е за второто гостување во студио, преку кое ќе пренесеме една одлична вест и информација која што се очекуваше долго, особено за љубителите на кинологијата, меѓутоа и чуварите на македонската традиција. Караман официјално е признаен како автентична македонска раса на куче. Нема да должам многу затоа што навистина имаме многу прашања, верувам дека нашите соговорници ќе ни ги дадат најубавите одговори. Во студио ги пречекуваме Илија Икокаров, председател на кинолошкиот клуб за македонско овчарско куче Караман и Јордан Христовски, поранешен председател на Кинолошкиот сојуз на Македонија. Добро утро. Добре ни дојдовте. Ајде да почнеме прво со прашањето за да дадеме и вовет во разговорот, што значи ово признавање од меѓународен и од национален аспект. Сега прашањата ќе ги поставуваме вака, заеднички може и да се надополнувате да направиме еден пријатен разговор. Јас ќе го започнам овој разговор. Меѓународно признавање на расата и Караман значи верификација на автохтоноста на самата раса на македонско тло. Значи во меѓународни води ова раса е сега си доби стопан. Значи Македонија е официјално земја од каде што потекнува Караманот. Со самото тоа, институцијата како што е FCI, значи тоа е Меѓународната кинолошка федерација, која што брои повеќе од 90 членки во целиот свет и една од најголемите, ако не најголема организација од овој тип, го призна Караманот, условно го призна, морам да кажам, Караманот како автохтона македонска раса. И со тоа ние можеме да се гордееме моментално, затоа што после толку години првпат нешто се случува што нашите, да речеме, предци го почнале, а еве ние, Кинолошкиот сојуз и оваа генерација успеа да го заврши. Многу години поминаа така во целата постапка. Целава приказна е многу одамна. Караманот е автохтона раса со илјадници години, меѓутоа од 98 година браќата Костовски ја почнуваат оваа приказна, а оваа генерација на кинолози, Кинолошкиот сојуз, начело со председателот на Караман клубот Икокаров, ја завршуваат приказната. По 28 години, ако ја земеме 2026, така. Тоа е да кажем. 27 нека биде. Илија, со какви предизвици се соочувавте додека траеше самото докажување и во овој пат на признавање кој што го коментиравме со Јордан? Знаете, условното признавање како цел не значеше и не подразбираше само одгледување на кучиња. Тоа беше една многу голема меѓународна политика. Процес кој што траеше долго време. Во оваа прилика сакаме да се заблагодариме на сите структури на Кинолошкиот сојуз на Македонија, кои што уште од 2004 година, откако се конституира клубот за македонско овчарско куче Караман, го поддржува проектот. Сепак, овие активности се интензивираат во периодот додека председателот Христовски го предводи Кинолошкиот сојуз на Македонија и почињаме со тој меѓународен поход. Што значеше тоа? Првиот маилстоун на тој поход, или ајде македонски да се изразам, првата поважна точка беше меѓународните признавања и оние патувачки музеи кои што ги организиравме. Тоа беше, се разбира, она што се гледа и што можеше да се види, а на тие музеи, на тие излагања, позади она што го снимаат камерите, беа интензивни преговори со светот од кинологијата. Ме разбирате, заради тоа што не е лесно. Имајте предвид дека ова не е само признавање на една раса од Македонија, туку самата историја на расата која што е забележана цврсто во книгите на браќата Владко и Маријан Костовски, јасно ја отсликува историјата на македонското овчарско куче Караман, која што датира уште 3000 години назад од оваа гледна точка. Што значи дека, знаете, ние не сме навикнати многу да ни ги признаваат работите меѓународно, но ете, докажавме и успеавме дека можеме. Да, сакав да прашам, затоа и се насмеа, политиката пробуваше да вмеша прсти и во ова, да? Еве, јас ќе се уфрлам. Морам да ви кажам дека политиката како политика немала никакви ингеренции тука. Не зборуваме за нашата, ме разбирате, светската во поглед на тоа што се случува со нашата земја и слично. Ќе кажам, мислам, сега ние имаме одлични контакти со нашите соседи, бар
од овој аспект гледано сега, гледаме дека тие дури не поддржаа во цела приказна. Тоа е добро да се слушне и да се сподели, приказна, со тоа што моменталниот председател на Грчкиот сојуз е наш пријател. Во останатите земји, ви кажав, 90 членки, макотрпно работевме на контактите, дипломатските контакти. Така да, од тој аспект гледано, мислам дека, еве, ако конкретно целите на грчкото лоби, значи тие, ќе кажам дека ни помогнаа во креирање на оваа раса, така да моментално куќето си го доби своето признание и името му се вика македонско овчарско куќе Караман. Супер, убаво е ова да се слушне, бидејќи ете гледаме дека има и вакви примери и кај вас и во спортот и во музиката, кога добиваме вакви убави одговори, вредно е да се споделат, зошто да не. Ајде малку околу физичките и карактерните особини на ова куќе, што го разликува од шарпланинецот и од останатите пастирски куќиња на Балканот? Препуштам на Ико ова прашање. Македонското овчарско куќе Караман, главните карактеристики кои што моментално го делат и во иднина ги многу се разбира би го делеле од шарпланинецот е тоа што кај него се зачувани сите оние природни референци, односно онака како што го затекнавме на планината, така го пренесовме и во стандардот. Значи, таа блага надграденост, тие поотворени агли, завиениот опаш, петиот прст, посветлите очи, клештастото забало, едноставно расата не ја коригиравме по онак како што на некој би му се допаѓала, туку ја пренесовме онаква во стандардот како што ја затекла планината. За таа цел се направени 2 зоотехнички мерења на територијата на цела Македонија. Во оваа прилика сакам да му се заблагодарам на професор доктор Миливој Урошевиќ, магистар Дарко Дробњак и магистар Марија Карова, кои што ги спроведоа тие мерења. Врз основа на тие мерки беше изработена зоотехничка студија, врз чии резултати беше произнесен стандардот за расата. Ме сваќате? Шарпланинецот е исто нашата прва национална гордост, тоа не значи дека некалку помалку вреди, но едноставно тоа е поголем, повлакнест, има поправ опаш, потемни очи, па дури и карактерно се разликуваат за сите оние што ги чувале двете раси, особено ќе ме разберат. Караманот има еден малку нескротлив, поприроден темперамент. Тоа не значи дека не е добар со деца и дека не е добар како миленик, него едноставно сепството негово е за нијанса повеќе изразена. Добри, тие си имаат карактери. Да, апсолутно. Морам само да додадам тука дека во народот постои оној стереотип дека Караманот е црн шарпланинец, што ние низ институциите и низ зоотехничката студија докажавме дека Караманот е всушност сосема друга раса. Значи, со професорот, магистерот Димитар Божиновски од ветеринариот факултет во Скопје, он направи едни мерења, втора зоотехничка студија, каде што докажа преку ЦТГ мерења дека Караманот е всушност сосема друга раса. Значи, се разликува во самата градба, се разликува во морфолошки, се разликува и генотипски, затоа што генотипски истражувања беа спроведени. Така да, кој ќе видите шарпланинец и Караман поодделно, значи тие се слични, меѓутоа се многу различни. Шарпланинецот е куќе кој што е од скоро бела боја до скоро црна боја, додека кај караманите се само црни. Значи имаме три типа, имаме скроз црни, имаме со белини и имаме со палежи. Така да белините се само контролирани за да нема забуна, тоа не значи шарено куќе или било која си верзија на арлекин, него со многу малку белини на шепите, на градите и на врвот на опашката сосема малку. Да прокоментираме малку и околу моменталната популација на Караман, колку чистокрвни ги има во Македонија и каде најчесто може да се сретне? По нашиот попис ги има над 2000. Сепак тие над 2000 не се сите во релација со клубот, тоа мораме исто така да го споменеме. Онаа популација со која што ние работиме интензивно зборувам, значи кои што единки
низ кои што се спроведува стратегијата за одгледување се нешто повеќе од 300 во моментот. Може да се сретне на сите 4 страни низ Македонија. Во оваа прилика би сакал и да ги поздравам сите подпредседатели на клубот. Тоа е отец Порфири Бигорски, Горан Колев, Горан Цинцовски, Таки Ташковски, Никола Карбалевски и Мирослав Тасевски. Без овие луѓе едноставно ќе беше невозможно да се изменаџира целиот овој процес. Во Бигорски има Караман, така? Бигорски е една од најголемите одгледувачници и местото каде што почна најголемата преродба на македонското овчарско куче Караман. Како многу работи таму, така да им под благослов на бигорскиот старец дедо Партени. Иако по потекло е пастирско куче, може ли да се прилагоди караманот на урбан живот или неговата природа бара слобода и планина? Секоја раса би можела да се прилагоди, меѓутоа тоа сега да кажам, значи штета тоа куче да го затворите во стан. Значи тоа куче си бара простор. Секако дека може во куќа со голем двор и така натака, меѓутоа самиот тип на кучето не дозволува да биде во претопол амбиент, што значи дека за него, за благосостојбата на самото куче е најдобро да биде надвор. Но тоа не значи дека ако немате двор во градската средина, дека не можете да одгледувате караман. Точно. Знаете, и кога ме прашувавте дали може да донесеме куче, предпоставам со вас разговарав, ви објасни, викам, имајте предвид, врнежливо е времето. Обожаваат дожд, обожаваат кал и обожаваат снег. Не сум многу репрезентативен. Не, едноставно он седи, се валја, си игра тука и му е убаво, затоа што е поладничко. Не, репрезентативни се, значи треба да ги видите караманите кои ги носиме на светски европски изложби како изгледаат, кои ќе се исфенираат, кои ќе се средат, значи изгледаат навистина спектакуларно. Не, навистина убава раса на куче дефинитивно. И самиот тип на влакното на кучето допринесува плюс на една екстравагантност, значи да изгледа така како што изгледа. Симона, ќе може да го поставам следно прашање, ќе ми едно од дозволиш, бидејќи го разговаравме овој веднаш кога ни дојдовте тука, ви реков пред телевизија имаме такви кучиња и веднаш ме коригиравте, ни кажавте тоа се мешанчиња. Затоа тука се постава прашањето сега кога е признаен, како ќе се контролира одгледувањето за да се спречи неконтролирано мешање со други раси, бидејќи циркулираат и низ Скопје, конкретно тука и во наша област околу телевизијата, мислам дека беа 2 или 3 кучиња кои што наликува. Да прецизни, ве коригирав и на почетокот, ние добиваме по некогаш и во една седмица и десетини повици од типот на сретнав караман на улица. Не, друштво, не е невозможно, особено на пример ете на Водно се појави пред извесно време, затоа што од другата страна, веројатно од регионот на Јаболце и Патишка река се имаше на крстот качено на Водно, многу ретко се симнуваат меѓу коли. Она што најчесто го гледате долу е кучиња кои што се потомци на несовесно одгледување на луѓе кои што имаат земено некоја поголема овчарска раса на куче, па се има измелезено дали со некој црн лабрадор, дали со некое црно куче. И тоа сме пробале и тоа генетски да го тестираме, затоа што и нас не интересирало, ме разбирате? Како ќе се контролира? Сега. Ние не можеме да превземеме одговорност за уличните кучи, ние како би сакале. А сето она што е вмрежено и функционира под капата на Кинолошкиот клуб за македонско овчарско куче Караман и те како се контролира. Ме разбирате? Еве имаше некои објави по обзнанувањето на оваа голема информација за условното признавање на расата и почнаа да објавуваат јас продавам Караман. Мислам, веднаш беа сосечени, нема како да ви помине тоа. Ние прво не го направивме за да било кој продава кучиња, вклучително и нас, ме разбирате. Тоа не значи дека нема да треба да ги купуваат кучињата од одгледувачите и тоа да биде еден апел, затоа што знаете без разлика колку да го сакате и да го посакувате, морате да имате предвид дека и одгледувачите имаат една сума на трошоци која што е неизбежно да ја потрошат заради благосостојбата на кучињата. Што законска, што во име на логиката, ме разбирате. Така што, али во секој случај никако не смее да стане бизнис, затоа што
секое одгледување на кучиња кое што прераснало во бизнис, мислам дека е изгубило логиката на љубовта и на она. Морам да додадам тука дека ова мисија е благородна мисија. Значи сите овие луѓе кои што се занимаваат со одгледување на една автохтона македонска раса се всушност ентузијасти кои што издвојуваат од своето време, својот буџет, фамилиарниот, за да може да допринесат нешто за историјата на оваа држава. Морам да кажам дека за сите што се заинтересирани да помогнат во, да кажем, оваа благородна мисија, тука е клубот за македонското овчарско куче Караман, тука е Илија, тука се другите подпредседатели на клубот, имаат Facebook страница која што брои негде повеќе од 8-9 илјади членови. Значи Кинолошкиот сојуз исто така е тука, кое што застана позади целиот овој проект, и морам да кажам дека сите што се заинтересирани може да се едуцираат. Може да се едуцираат и да не дојдат до заблуда доколку сака да чува црно куче да биде било какво, него да биде Караман. Апсолутно би било пожелно да не контактираат, односно да ме контактираат мене лично, затоа што кај нас председателот на клубот е и водител на целата одгледувачка стратегија. Така што верувајте ми, секогаш знам која кучка треба, кој мажјак треба, кој не треба да се пари и слично. Така, пред да го заокружиме разговорот многу накратко, сте наметнали прашањето дали добивате помош и поддршка од државата? Во каква смисла? Во смисла ова што го направивте, Вашата прво ве мисија. викнавме тука да ви честитам. Прво, искрено, затоа што ова за 50 и 100 години од сега ќе биде доказ и за постоењето на еден народ исто така кој што има своја раса на куче. Не знам тоа како да го поврзам, па затоа Тоа сега прашањето веќе е доказ. Да, тоа ама сега- не, сакам да кажам ако некој за 100 години нешто има проблем или нешто, имаме тапија за тоа. Една голема помош од државата, Добро. Затоа дали односно дадат од помош? председателката Гордана Силјановска Давкова, директно, значи, застана позади проектот и ја ги прими двете комисии кај неа во вилата во Охрид. Ето, супер. Тоа беше првото официјално институционално застанување позади Караманот и не само тоа, туку семејството Давкови ги отвори портите од својот дом и тие сега ја одгледуваат, односно ја имаат како миленик дома Караманката Дони, која што ужива во нивното семејство. А ако мислите дали некаква помош финансиска добиваме од државата, не, никогаш не се ни случило. Нека го искористат на ова одмет, како потребна апе. е, така. Како Точно. не е потребно, ова е буквално изреализирано од приватни средства. Така. Благодариме за Да, гостувањето. ќе ја следиме секако и вашата работа. Уште еднаш кажав, поводот што ве викнавме прво да честитаме за овој успех, заедно да го споделиме со гледачите. Верувам дека слушна и доста детали информации кои што досега не ги знаеја. Па верувам имате уште многу чекори во иднина, ќе се гледаме повторно. Би сакал само да надополнам за крај, дека ова не е крај на, да речеме, оваа мисија благородна, него сега е почеток. Така. Затоа што FCI и Меѓународната светска федерација покрај условно признати раси, значи треба да биде, сега Караманот треба да биде и дефинитивно признаена раса, а тоа е процес зависи од нас самите, зависи од држава, меѓутоа претежно од Кинолошкиот сојуз, кој што треба да работи активно уште наредни 10 години за промоција, за стабилизација на расата, да се утврдат критериумите и после 10 години FCI дава, да кажеме, печат, мур, со кој што ќе биде дефинитивно признаена расата Караман. Благодариме многу за гостувањето и што утрово бевте дел од Македонија на утро за да ги споделите сите овие последни информации. Ќе ве викаме повторно, ќе ни дојдете, верувам дека добро се поминавме. Благодариме на Во продолжение време е за музика, првата музика за денес од многуте содржини кои што ги имавме, благодарение на нашите колеги кои што придонесаа за денешната емисија и за темите секако. А веднаш во 9 и вторите утрински вести.